Добро вечер, Крушево, добро вечер, Македонијо. Ова е нашето заедничко Крушево. Почитуван председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, доктор Венко Филипче, почитувано раководство на СДСМ, драги поддржувачи, сограѓани, пријатели, соборци на нашето убаво заедничко Крушево. Дозволете ми најнапред да ви се заблагодарам за вашето присуство денес овде, во срцето на Македонија, истрајното и прогресивно Крушево. Со особена чест и голема одговорност, денеска ви се обраќам од името на граѓаните на Крушево, градот на храброста, историјата, надежта и символот за слобода. Символот на непокор, тоа е нашето Крушево. Денес сме тука, не само да зборуваме за политиката, туку да зборуваме за прогресот, визијата и иднината што сите заедно ја градиме под знамето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. СДСМ одсекогаш бил гласот на народот, заедништвото, двигател на реформи и символот на напредок. Денес не сме тука заедно, без разлика на нашата верска или било каква друга поделеност, само за да одбележиме уште еден момент во политичкиот календар, туку тука сме сите заедно за да ја потврдиме дека веруваме во нашата заедничка иднина. Иднина на развој, правда, еднаквост, слобода и просперитет. Иднина која ја градиме заедно, со дело, со дела, со посветеност, чекор по чекор, за секоја улица, за секое свое населено место, за својот град, за својата општина. Тука сме да го потврдиме нашето заедничко верување, дека Македонија може повеќе, а Крушево уште повеќе. Дека со планско работење, труд и единство и највисоките цели се достижни. Крушево одсекогаш бил символот на борба и достоинство. И токму тоа ни дава сила да продолжиме со конкретни чекори, кои го подобруваат животот на секој наш сограѓанин. Во времења на неизвестност, ние нудевме стабилност. Во времења на неправда, ние се боревме за правда. Во времења на поделби, ние градевме мостови на соработка и хармонија по примерот на Крушевскиот манифест. Со една цел, за една поинакво и поубаво, но заедничко Крушево, во кое сите придонесуваме, но и сите се гордееме. Почитувани, во Крушево направивме конкретни чекори за подобар живот, инвестиции во локална инфраструктура, поддршка за младите, развојот на туризмот, подобри услови во образование и секако култура. Се насочивме на секаде, во секое населено место од општината, како и во Крушево, затоа што за нас секој наш сограѓанин е битен и важен. Од село Бучин до село Белушино, од Крушево до село Пуста река. Дозволете ми да споделам еден дел од проектите, што ги подготвивме, но и секако што ги имплементиравме, со посветеност и верба. Тоа беа асфалтирање и реконструкција на двете улици во Крушево, на улица Нико Доага, од сред село Сувенирка и Долната улица. Асфалтирање на пристапна улица до спортската сала, до спомен обележјето на Тоше Тодор Проески, платото на гумење, главната улица низ градот, улица Питугули, резервар за питка вода во село Белушино, изградба на резервар за питка вода во село Пресил, изградба на детско игралиште во село Алданци и асфалтирање на игралиште во истото село. Набавка на метларка, 21 континери косалка. Набавка на 50 континери за сите населени места кои во наредниот период ќе ги имплементираме и ќе ги поставиме. Рехабилитација на регионалниот пат Крушево слива село Пуста река во должина од околу 15 километри. Изградба на меѓуопштински пат ветуван повеќе децении од село Борино до село Житоше. Комплетна реконструкција на спортската сала, водовод и канализација, систем за грејење и нова фитнес сала во неа. Поставување на сувенирници на гумење. Доградба на водоводна линија за водоснабдување во село Саждево. Реконструкција и пристапен пат во село Јакреново. Набавка на минибус Фиат. Набавка на ТВ и изградба на фекална канализација во село Норово, водоснабдување во село Јакреново,
реконструкција и проширување на постоечкиот терен на полетувалиштето во Крушево, изградба на нов и реконструкција на постојниот пат до Мечкин камен, прогласување на споменична целина Мечкин камен, уредување на дел од парцелата за полетувалиште и поставување на урбана опрема, изградба на паркинг, полетувалиште, изградба на контролна кула, тампонирање на патеки до земјоделски површини во повеќе населени места од општината: Алданци, Врбоец, Саждево, Пресил, Светомитрани, Трстеник, Борино, реконструкција на горна училишна зграда. И Крушево беше прогласен за град на културата во 2023 година. Проект за општокорисна работа во кого вклучивме 30 наши сограѓани од Крушево да се грижат за стари и изнемоштени лица со посета на домот. Поставување на нова вештачка трева на самото полетиште, уредување на тротоари со осветлување, и тоа е постефект од Светско првенство 2025 и Европско првенство 2026 година. Реконструкција на регионалниот пат Стопанство Алданци-Норово, Долна улица исто така во должина од 2 километри, поврзување на селото Горно со Долно Мало, ново улично осветлување низ целата општина, изградба на спомен обележен на нашата попикона и музичка звезда Тоше Тодор Проески, реконструкција и изградба на нов пат до Крушевското езеро и уредување на викенд зоната до езеро, реконструкција и доградба на улица Питугули, изградба на паркинг, изградба на резервар за питка вода во село Борино, зафаќање на води во Опаленик, изградба на фитнес зона во Крушево во близина на хотел Монтана, реконструкција на основното училиште Никола Карев и дел од подрачните училишта Борино, во нареден период во Пресил, во Алданци и така натаму. Модернизација на уличното осветлување во самото Крушево. Набавка на товарно возило, камион, соларка, плуг и мулчер. Набавка за возило за собирање на отпад. Тракторите ги заменивме со нови современи возила за отпад. Исто така направивме модернизација на територијалната противпожарна единица во Крушево. Со нова опрема се реконструираше самата зграда, набавка на теренско возило, набавка на камион за ТПП Крушево, изградба на игралиште за фудбал во Крушево на Струнга Мало, реконструкција на локална улица Коча Миленко и дел од улицата Манчу Матак, која е реконструкцијата во тек, набавка на ровокопач, уредување на детско игралиште на Гумења, уредување на градски парк во Крушево, реновирање на подрачно училиште во село Борино, оспособување на детска градинка во село Бучин, реконструкција на локален пат во село Борино, реконструкција на општински пат Врбоец Светомитрани, Врбоец Кривогаштани, адаптација на сензорна соба и изградба на ново детско игралиште во дворот од детската градинка, реконструкција и санација и изградба на улиците низ градот во должина од 5 километри. Ние со ова ги почитуваме линденците и линденското востание, народно-ослободителната борба на која сите се повикуваме. Но вистински патриотизам е денеска да работи за своите сограѓани. Тоа е вистинскиот патриотизам. Иако имаше забелешки, критики, дека фокусот бил повеќе насочен кон одредени населени места, или во некои делови од општината, повеќе или помалку се реализирали или се работело. Верувајте, цел изминат период бевме насочени да секое село рамномерно се гради, без селективност и демократски. Како во градот, така и во сите населени места. За мене зборот важи. Ако до сега се поврзуваа населените места со патна инфраструктура и се она што беше најнеопходно или основни услови за живот, затоа сега, јавно, од тука и одговорно ветуваме, дека следниот период и приоритет ќе биде решавање директно со сите актуелни проблеми на нашите сограѓани, како во градот, директно, така и во сите населени места, со конкретни мерки и со видливи резултати. Нашата работа продолжува, но овој пат со поголема рамнотежа и интензитет и во градот. Ова не е случајно. Ова е резултат на нашата посветеност, но и нашата храброст да се спротивставиме на старите навики, на неработење и да донесеме нова енергија во самата локална самоуправа. Со гордост можам да кажам дека Крушево се движи напред и тоа со СДСМ на чело.
Ова е уште една потврда од тоа што од 55 општини во нашата држава кои аплицираа за европски проекти, Крушево беше избрана како општина во 2021 година пример општина во имплементација на проекти. Крушево секогаш бил символ на борба, на слобода, на визија. Од Илинден па се до Асном, Нов и така натаму. Ние сме денешни генерации кои не се откажуваат. Денес пред вас стои локална самоуправа која е целосно посветена на транспарентност, економски развој, унапредување на туризмот, модернизација инфраструктура и пред се на достоинство на секој наш сограѓани. Почитувани пријатели, ова не е време на пасивност. Ова е време на храброст, на одважност и на акција, но и на единство. Ние сме тие што ја обликуваме нашата иднина. Ние сме тие што можеме и мораме да направиме разлика за нашите деца, за нашите семејства, за нашата држава. Да не дозволиме минатото да не враќа назад. Да продолжиме напред со визија, со срце, со народот, со нашите сограѓани. Да не заборавиме каде бевме и каде беше нашето Крушево до 2017 година и од 2017 до денес. Време е да засилиме енергијата на заедништво. Време е за сплотување. Да ги оставиме сите поделби зад нас и да изградиме општина по мерка на сите. Со млади што остануваат тука во Крушево, со економија што расте и со институции што служат на народот. Затоа што ние треба да бидеме во служба на нашите сограѓани. Драги сограѓани, ако веруваме во Крушево, мора да веруваме и во сопствената моќ, да направиме промена, да се обединиме, да не се плашиме и да тргнеме напред заедно. Крушево мора да го добие вистинскиот сјај на една модерна, просперитетна, привлечна и посакувана општина за сите. Да живее Социјалдемократскиот сојуз, да живее Крушево, да живее Македонија.